Добредовте во уште едно издание на Бизнис Муабети. Јас сум Мишко Иванов заедно со Фактор МК. Како велат, конечно свој на своето или дома си е дома во ново руво и од сега понатаму ќе имаме интересни приказни во Бизнис Муабети, затоа ве поканувам да останете со нас и денеска имаме интересен гостин кој што можеме да го опфатиме периодот буквално од, ако сакате, марксизам, социализам, неврзаните па до она што денес се случува. Бранко Азиски, прв човек на Стопанската комора. Добре дојдовте. Добре најдов и со среќа нека е новото студио. Благодарам. Да бидат нови предизвици за вас и за Македонија. Колку време сте во комората? Во комората сум околу 20 години, од нив 14 на професионална функција, а овој последните години на волонтерска. Добро, на толку 20 години, 2 децении во комората, па нигде не слушнавме Азиски да направил некој бизнис, некоја пара. Па јас прифатив да дојдам во комората во едни специфични услови кои што ја имаа заковано за дното. Успеав, мислам, да ја вратам на местото кое што го заслужува, а понатака самите бизнисмени ќе се одлучат како и што. Мислам дека се создадени предпоставки за тоа и мојата мисија е остварена. Како е вашата работа? Вие вртите околу парите, ама не можете да чепнете. Сега се обидам да упростам така некако. Не, вртите околу милионите. Ние сме професионална организација која што живее од проекти 100% и од чланарина. Така да остваруваме сами приходи, сме на доброволна основа и тоа доволно зборува колку си респектабилен. Ако не, нема да ти плаќаат. А нашите представници на нашите членки се тие што имаат милионите, али тоа е деловна тајна, нели? Не и прашуваме ни. Добро. Колку тежат од прилика според вас петте најбогати македонци во моментот, оние или најголемите компании кои што се во комората? Па секој има стигнува до милиарда? Секој има по 1300 грама мозок. Добро. Говорам за пари, за мозок знам колку има. Пари се врзани дали стигнува до милиарда? Се врзани со мозокот. Не, затоа што со сите со кои што сум разговарал и се обидувам малку да излеземе од она табу тема дека само во Македонија бизнисмен се плаши да каже колку вреди. Доналд Трамп нема проблем да каже. Имаат листи на Forbes кој колку тежи. Колку тежат нашите бизнисмени? Еве вашите 5 најголеми членки. Значи треба правилно да се постави прашањето. Добро. Колку тежи нивниот бизнис. Да, на тоа мислам, не мислам на нивниот джеп, на нивниот значи, бизнис. Ако продаваш бизнис. Апсолутно да. Затоа така, колку ако тежат не има компании. критериуми други. Дали стигнуваме до милиарда? Мислиш промет? Не. Профит? Да. Не, тоа е далеко. Сите 5 заедно? Сите 5, да. Немаме милиардери во Македонија? Нема. Далеко сме ни од тоа. Па колку од прилика? Колку пари вртат? Еве не мора профит. Колку пари се вртат? Во бизнисот? Во бизнисот, да. Па се вртат, да речем, меѓу милиарда и милиарда и пол. Тоа е пари кои што се вртат, што го велиме, што се али што е профит, што е добитка пред донаучување, после донаучување, така натаму, тоа се други. Не навлегувам во тие. Не навлегуваме во тоа. Во секој случај во рамките на регионалниот бизнис, а не да зборувам за европскиот и светскиот, тоа се многу ситни пари. Во комората сте, рековте, 20 години, 14 на челна позиција. Претходно, како човек во таа Југославија, сте гледале што и како се случува. Како тоа отидоа словенците и хрватите и србите направија? Јас се обидувам да го избегнам зборот олигарх, бидејќи кај нас погрешно се сваќа, меѓутоа успеа да направат луѓе кои што имаат скоро милиарди. Ке видите милиардери на листите, а ние не успеавме со исклучок на неколку фирми, можам да ја споменам, еве, не говорам за тоа колку тежи бизнисот, меѓутоа можеби Алкалоид е една од фирмите која што делува европски со оглед на фактот што нели работи буквално на сите континенти од планетата.
Значи, првото и основно прашање е како дојде до растурањето на Југославија од економски аспект, од политички не сум јас надлежен за тоа и не можам да кажам. Значи, 62 година му е сугерирано на политичкото раководство дека има проблеми на економски план. Оно се 2 години и практично тие после стануваат ненадокнадлива загуба, па се влегува во реформа, која што реформа не успева, па се покушава со амандмани на уставот да се пребацат одредени права на работниците, мислејќи дека на таков начин ќе се смири ситуацијата. Тоа доведува до енормни трошења, до енормни, да речам, загуби, покажување и така натаму, кои што доведуваат до девалвација, до инфлација, па девалвација и така натаму, и приказката е позната. Значи, јас не сакам да бидам пророк и да кажувам и да споредувам с тоа што го видов, затоа што тоа не е споредливо, бидејќи Југославија беше изградена на еден посебен федерален принцип, кој што имаше свој одраз и во водењето на економските политики, али можам со сигурност да кажам дека долги години вишоко средства од тие две развиени републики се префрла на јужните републики и кога они побараја да во тие органи инсталираат своји луѓе кои ќе одлучуваат и кои ќе гледаат на каков начин се трошат тие пари, тогаш дојде до целосно разливување кој што после заврши трагично по државата. Во таа Југославија ние бевме селјаците? Во таа Југославија ние бевме луѓе кои што се претпоставуваше дека ја слушаат федералната власт. А како не третира? Као селјаци? Не третираше никој како селјаци, него не третира на начин на кој што ние самите се поставувавме, а тоа се дефинираше во една реченица. Ако некој те пратеше во Београд на функција, се сметаше дека те избркале од државата. Зашто? Наместо да се смета дека одиш да предуваш. Затоа што одма се кинеа врските. Нема комуникација. Ние функционираме на друг начин. Додека словенешките и хрватските представништва има логистички центри кои ги помагаа во своето работење во собранието во владата, све во интерес на политиките и фирмите во Словенија и во Хрватска. Знаете зашто го кажев ова селјаци? Не од аспект на карактерна особина или можеби како селани, ако сакате, или како порурални. Например, кога разговарам сега во позитивна конотација, кога разговарав со Јанковиќ, Меркатор, градоначалникот на Лјубљана, и исклучително питам човек, и вели, мој Мишко, живеам за денот кога ќе го видам пак возот од Скопје во Лјубљана и кога ќе се истоварат оние пиперки, компири, краставици ваши. Да. И не можам да се изначудам што се случува со вашата држава, која што е земјоделска, која што врие од домат, од пиперка, од краставица, вие да увезувате и компири, и патлиџани. Што правиме ние? Каде се загубивме? Сакавме да избришиме све и мислам дека се избришавме самите. Значи, во тоа време, ако имаше државничка посета, нема шанса да не заседава мешовитите комитети да анализираат економските соработки, проблемите, кај се и така натаму. Денеска таа работа не ја гледам. Континуираното комуницирање на двете држави, да речем билатерално, беше многу поизразено, многу по, да речем, експонирано. Многу повеќе се дискутираше за субституција на увоз, многу повеќе се дискутираат други решенија, извозни решенија, извозни позиции и така натаму. Имавме поголем пазар и така натаму. Ние тргнавме од премисата дека све тоа е нешто што ето со рушењето на државата треба да се руши. Ево Словенија и ден денеска работи во здравството со платниот систем кој што важеше во Југославија 50-те години. Значи не може да оди асистентка да напредува да прескокне 4-5 скалила. Така, него се знае како се оди, како се напредува и така натаму. Значи добрите решенија, добрите држави, добрите луѓе ги задржуваат.
Ние одидовме фронтално да го рушиме целиот систем, мислејќи дека така треба со рушењето на државата. И дека можеме да измислиме сами решенија. Не се измислуваат така решенија. И таа цена ја плаќаме сега. Ма тоа трае поприлично долго. Па да речеме, Веќе 30 години. Сега некој за 30 години ствара држава, се етаблира на меѓународен план, некој ево како нас се мачи. Тоа е до потенцијалот. До кој потенцијал? До умствениот или до крадачкиот? Не. До 51. Ние живееме во систем во кој што 51 е бројката што е апсолутен господар на све. Дали ние имаме 51% од луѓето спремни на реформа? Дали ние имаме 51% од луѓето што веруваат во идејата? Дали не имаме 51% од луѓето кои што веруваат дека може ова држава да има луѓе кои што нема да крадат, кои што ќе си ја ценат својата држава и кои се спремни да гинат за својата држава. Немаш 51, немаш ништо. Кој краде? Кај нас? Да. Па Кој стигне? Мислам дека правото прашање кој не краде. Јас мислам дека и асистентките, секретарките крадат од спајалиците. Епа добро. А што да прават? Што да прават со такви плати? Па добро, со спајалици и со тоалет хартија нема да се обогатат, веројатно. Ако секој ден земаш од спајалиците, ќе ја рушиш куќата. Тоа е символично кажано. Кај мене во хотелот, ако краделе по една вилушка секој ден, за овие 25 години ќе го уништиле Александар Палас. Така е? Така е. Епа се една држава да се кради од буџетот 32 години на немилосрден начин и да не може тоа да се спречи. Има уште еден феномен кај нас, не само крадењето. Четирите, овие како се викат на автомобилите, трепкачи. Добро. Во центар се уклучуваш трепкачи, 2 сати си оставаш колата, ти одиш во касиното се коцкаш. И никој не те чепи. Азевски, бевте не колку вие имате вина, туку како дозволивте да дојдеме до вакво дередже, затоа што вие бевте и писател на младина во таа Југославија, Да. кој што беше државиште условно Да. кажано. И се доаѓа распадот и каде Не доаѓа распадот. Доаѓа 90-та година, кога јас станав председател на младина Добро. 89-та година. Првите мои одлуки беа укинување на штафетата, на слетот и на работните акции. А 90-та година во мај месец ја укинав првата општествено-политичка организација на Југославија. А Југославија се распадна после 2 години. Така е. Добро. И пак Бранко Азевски е комуњар. Па добро сега, председател на младина комуњар си се него. Што може да си? ВМРО снези? Па Или не си? сум говоровец. Ствари сите сме ВМРО, како беше оно? Сите се чувствуваме. Добро. Зашто ги укина? Значи, јас сум направил она што сум мислил дека треба да направам. Завршила таа ера, направив од младината тоа што требаше, ги префрлив на 2 колосека, тоа настана под младоците на политичките партии и остана општествена организација која што се занимава со интересите на младите и продолжи да функционира. Она што беше идеолошки поставено го елиминирав. Бев член на Уставната комисија која ги донесе првите амандмани со кои што возможи во Југославија воведување на пазарниот систем со Анте Марковиќ на чело. Јас бев член во таа комисија, сум потписник на тие. И мислам дека направиш све што можев да направам и на 25. мај 90 година ги повикав сите председатели на младината на Југославија Кој од бевте? 45 година до денес, до тогаш, на Брдо кај Крањ и објавив дека се затвара таа организација, бидејќи времето неизино е изминато и треба да се трансформира. Со вашиот другар се слушате? Мило Џукановиќ. Се слушам. Како е? Добро е, ги чува внуците. Да? Да. Има повеќе време и си околу внуците ориентира.
Тој од секогаш беше таков? Секогаш. Да? Да. А оние муабети, шверц, цигари и така натаму, Јас во тој своевремено период- што зборува, нели, Џукановиќ, па овде со наши влади да не именувам, председатели, Јас во бивши. тој период немав контакт со него заради тоа што ќе испратевме поздрави преку луѓе кои што, да речем, ќе се најдеа некаде и така натаму, меѓутоа тоа беше еден опасен период во Црна Гора. Беше опасно и да престојуваш таму. Јас почнав, ги возобновив контактите 2004 година, кога почна да... Има ли милиарди Џукановиќ? Ако ја слушаш делот на некогашната црногорска опозиција, денеска власт, он има. А него не сум го прашал. Па добро, да, и не Али пријатно. Црна Гора не сум платил никогаш кога сум бил кон него. Он плаќа. Па веројатно и Од тука кој ќе дојде и вие плаќате овде. Не, овде има и спонзори. Со кој живее тој? Само со вас или од Југославија? Не, Од овде? ние во тој состав Ростевчо е во тука, кој што- Кимовски, мислам не, дека... Не? во тој состав, да речем, на председателството на младина на Југославија беа плејада на луѓе кои што денеска се на значајни позиции во балканските земји, така да ние одржуваме контакти со нив и на нашите роѓендени се среќаваме. Кои сте? Вие, Џукановиќ? Џукановиќ водеше економски систем, а Тахир Хасановиќ од Белград водеше меѓународните односи. Овој милиардерот што пропадна сега, Санди Чешко, Добро. он ги водеше општествените организации и другите активности. Како ве може? Добро, после ќе прашам. И? Да. Бане Барклеч, исто еден од собствениците на студио Модерна, беше во раководството и водеше пресечени политичките односи. Никица Габрич, еден од најпознатите сега офталмолози во просторите на бивша Југославија од Загреб, исто така беше во раководството. Така да, тоа се признати и познати луѓе. Циле беше повозрасен од вас, така? Он 8 години беше пред нас. Значи, еден циклус се сврте, додека дојдам јас. Зашто ги укинувте работните акции? Затоа што во тој момент таа форма на организирање на младите стануваше проблем во трансформацијата на собственоста, затоа што до тогаш работните организации ги сносеа трошоците за тие луѓе што представуваа на работните акции по месец дена. Но беше некое интересно искуство од луѓе кои што биле. Оно што ме имаше. интересира уште пред да одам на Македонија. Зошто ве во Југославија стигнавте до каде до Ниш со автопатот, па мораше Вучиц сега да го продолжуват и веднаш ве? Затоа тогаш прашав дали како не третира, дали како селјаци, како небитни овие јужњаци ве. Не можеше Тито да отиде до доле до Грција? Можеше. Зашто не? Па немаше ни на север автопат, имаше само Загреб Карловац во Југославија автопат. Добро. Ама не она коридор, оне коридор 10 што е. Да, тој Одскоро од Лјубљана е до тогаш Ниш. не постоеше. Добро, од Јас, Лјубљана до Ниш. например, 92 година при првиот контакт на новото словенечко раководство со Европската Унија, кога ми кажуваа за таа средба, ми споменаа дека барале од нив изградба одма на автопатски решенија. Додека се преговара да се реши тоа прашање. Иначе до тогаш во Југославија постоја автопатишта, само ти кажувам, на две позиции. Дали една група радна акција или работна акција во тоа време ќе го изградеше побрзо Скопје Охрид или Кичево Охрид отколку ова сега што го гледа? Сигурно. Сигурно. Ние имавме така уходани бевме со градежната оператива, затоа што ние ги работевме само позициите кај што не можеше да има простор за работа на машините. Таму кај што само људска рака може, значи тие се косините, тие, да речам, придружните работи на автопатот. И така бевме уходени со градежните фирми да можеме да направиме 10 пати повеќе него сега што се работи таму. И тоа фали денеска, денеска немаат машина за тоа.
Ако ти немаш машина да направиш 50 метарска косина, како ќе ја направиш? Ние уште возиме по стари патишта, Да. честни исклучици оние што ги имаме. За железничка линија да не зборам, ограничени сме на 20. 30 возат да вози. Тоа е од Титово време, така? Железничка Не линија. ли Груевски набави? Што Нови Вазари. направи 20 може да вози по пругата. Тоа Која исто како да прва? набавам Поршеја да го возам у нива. Не иде. Па зошто набавало? А не знам. Значи прво се прави пругата, после се земат. Зошто азиски од политика се решавате за бизнис? Па јас не го сметам дека тој период дека јас бев во политика. Па е политика од колку бизнис, така? Не, младина се третираше во времето на Југославија како една од 7 организации која што ги сочинува структурата на државата, во која што ќе ти речеа на крајот, ајде и ти од младина нешто кажи колку да си кажат. Тоа беше цената и мерило. Добро, но пак е тоа политичка функција, како може младина, така? И сега сте стопанска комора. Не може да се каже дека е така. Не можам денеска да дадам некое компаративно решение. Тоа е, да речам, ситуација во која што ние се учевме, се трениравме како да дојдеме до политика. Зашто внатре беа и студентските организации кај нас, беа и извидниците, беа и феријалците, беа и други општествени организации што опфаќа младина уште 7-8. Тоа беше сериозна структура, ама тоа беше као припрема, као цефта што е припрема сега за влегување во Европската унија, така беше тоа поставено и така натаму. Така да никој пат не сум се сметал дека нешто сум бил во политиката и фактор. Можам да речам дека од 90-та година животот го посветив на економијата. Има ли олигарси во Македонија? Олигарси, мислиш парични? Па да, не духовно. Духовни олигарси веројатно се Нема ни такви. Овие во МПЦ. Нема. За да има олигарси треба да има бизнес олигархиски. Македонија нема таков бизнес. Така како ги сведуваме ние нашиве бизнисмени? Во кој тип би ги сврстија? Па тоа е како го викаш, како да речиш сега и ние имаме свој Меси. И ние имаме свој кој имаме добар кошаркар сега најдобар? Лука Дончич. Така? Добро. Значи, то такви споредби ние правиме. Демека, нашиот најпознат бизнисмен, значи, е синоним за, да речеме, најбогатиот европеец или најбогатиот, не знам, човек во светот во бизнес. Иначе, за да се роди таква работа, треба услови да се создадат, и услови се в рамките на создавањето на додадената вредност на парите, на буџетите и така натаму. Мислам, таква основа Македонија нема. Веројатно ги слушате мобетите, вие сте прв човек на коморава и ќе ви кажат па таа олигархија или тој голем капитал е тој кој што ја креира политичката сцена во Македонија, затоа што токму тие олигарси, условно кажано, како што видите вие нема олигарси, се тие кои што не сакаат Македонија да ја видат во Европската унија, затоа што таму ќе треба да играат по други ноти. Апсолутно е погрешна таа теза. Претпоставам ги слушате тие. Да. Мислам, сум отрпнал на тоа. Последно сум дал изјава на тоа пред 10 години, дека ако толку, како што ние сакаме да ги преувеличаме, дека тие се толку способни и толку мудри и така натаму, да ги извезиме како извозен производ и бар да заработиме нешто на нив. И од тогаш после не сум полемизирал околу таа работа. Мислам дека го губиме времето во бесплодни дискусии и дека треба да се свртиме према вистинските проблеми. Вистинските проблеми ние ги кажавме на 100 годишнината од комората и тие се сврстани во една реченица. Во наредните 10 години се свртиме према бизнисот. Доста беше политика. Политиката и понатака ќе се екзистира затоа што таа составен дел на функционирање на системот. Ама треба да се даде предимство на функционирањето на економијата. Кој е подобро влада, ВМРО или СДСМ? 30 години назад, економски. Економски. Да.
тука е неблагородно. Ве прашувам затоа што секоја партија која што претендира оди на средба со сите комори, вклучително и Стопанската комора. Неблагодарно е да се каже тоа, затоа што јас по илјадити пат повторувам дека не е проблем во обеќањата, него во имплементацијата. И мислам дека и едните и другите имаат проблем со имплементацијата, затоа што таквата администрација која што не е способна, а е намножена до крајни граници, може да испорача само негативен резултат. Кој повеќе го малтретира бизнисот? ВМРО да помене СДСМ? Па или ние другите? имавме после една година тешка битка со владата на СДСМ и ДУИ. И мислам дека една серија на 7 закони беа донесени против интересот на бизнисот. Меѓутоа, ние немаме друг механизам, освен да се бориме. Апсолутно. И тоа е тоа. Дали политичарите ги рекетираат бизнисмените? Политичарите да ги рекетираат бизнисмените. Какво е тоа прашање? Не знам. Торбиче дали треба да отнесе пред избори? До мене таква информација не стигнала. Не, дали се желат бизнисмените за тоа, пошто тоа голем велам. дел пиштат, Покушавам. вришат, меѓу другото. Покушавам да се И сетам сега дали тоа некој се оди, пожалил. тоа не оди, тоа оди Да. во типот малку ќе задоцтиме со, малку ќе нема да направиме тоа, нема да ви дадеме пари, нема да ви смениме закон. Од тој аспект, за тоа прашам. Мислам дека има други форми кои што може да се сврстат во софистицирани притисоци, али тешко е дека може да се речи дека има класично рекетирање. Немам таква информација. А други форми, овие што ги споменувате, дали можат да се поведат под рекетирање, тоа е добро. А добро, може би е прегруб зборот, Така. например и со Тодоровиќ Тиникс кога разговарав, меѓу другото беше дали ви рекетираат новинари. Тој вели да, во форма на, не знам, во форма на реклама. Да. Ние ќе слушаме постојано партиите дека одат пред избори, собираат пари. Таа кампања од што се плаќа? Од каде тие пари за кампања? Од нафтата. Од чија нафта? Од овче Нафтата поле? за школите. Колку нафта се троши? Дали е многу се троши за школите и за градинките. Се не можам да пофатам дали сте сериозен или се шегувате. Епа и вие нешто малце да се потрудите, така? Или има нафта црвена и нафта со друга боја, со друга акциза, така? Има? Има. Епа, убаво е да викнете некој представник тамо да видите Од како се нафташите? финансира. Не, од локалните моćници Да. на партиите да ги прашате како се они финансира. Тешки ли се тие борби со политичките партии, говорам на оно официјално ниво? Кога доаѓаат, например, кај вас, да ги представуваат програмите пред избори? Тоа Не можам да се пожалам на ние. Тоа станува само тогаш или комуницирате видите, постојано? Да, видите, се работи за високо ниво на комуникација и тама нема простор за да речем непрофесионализм. Заев дури ви даде, како беше она, да предложите вие ваш министр, па вие го предложивте Кочо Ангишев. Вице-премиер. Па вие го предложивте Кочо Ангишев, така? Да. Сега имате Значи, таква понуда од Мицкоски или? Не и да имаме, ќе одбијаме. Зашто? Затоа што после 3 такви решенија видовме дека тоа е безпредмет за нас. Значи, во она што ви кажав, магичните 51%, што ако ти пуштиш еден човек тамо, тој ќе биде секогаш надгласен. Нема да ја оствари целта. Значи, владата треба да се водат политичарите. Бизнисот да си го водат бизнисмените. Таму кај што ќе се сретнат нивните интереси, тогаш се седни ќе се разговара. Али мешање во ингеренците не се. А дали е добар министерот да биде бизнисмен кај нас или обратно. Мислам, таква работа не е. Ти во малцинство, тамо не можеш ништо да направиш. Да, можеш да упозориш, можеш да кажеш аргументите, да ги изнесеш, али тоа е минорно. Кога има избори, бизнисот и буквално ништо не функционира во државава, заврши изборите во Македонија, господин Азиски.
Мицкоски известно е дека е новиот мандатар. Гордана Силјановска нова председателка. Дури за самото ВМРО-ДПМН не очекуван позитивен резултат, за СДС нормално секако дебакал. Што очекувате вие од цело ова што го гледаме периодов? Да не ги повторат грешки. Видејќи сега ова го снимаме, веројатно ќе бидат почнати и оние преговори, консултации за да не ги повторат грешките на СДС кои што народот што вака толку сурово, греши СДС? сурово ги казни, што па по моја проценка сега да излезам надвор, ево да се оградам од позицијата на која се наоѓам, да размислувам како човек, Така, као граѓанин. како граѓанин. Значи, обидот да две клучни прашања со Бугарија и со Грција се решат во еден мандат е тешка грешка. Да тој терет го изнесе сам една партија. Но и храбра истовремено. Сега дали е храбро да загиниш, не знам. Храбро е да останеш жив. Да направиш продор. Па сега не сите партизани во борбата останале живи. Па сега кому среќата, ама секој сакал да остане и да се бори. Значи, не можеш да одиш во решение кое што унапред е признато губитничко. Апсолутно. Втората Тоа е во работа- политички дел, за економскиот политички кој ќе дел, ме да. интересира. Друга работа, многу има врска политичкиот. Без владење на правото, воспоставување и правилни политички релации, тешко дека ние ќе направиме економски раст. Второ, научивме дека не може во еден мандат да менува една партија три премиери. И 2002, 2006 и сега. Не може една партија да се дозволи да не изгради автопат од 40 км во 7 години. Не може една партија да не дозволи да се завршат процесите во кои што на сите ќе му стане јасно дека ти си регулатор, а не си имплементатор и не можеш да чепкаш во джебот на фирмите. Ти ќе ги регулираш односите. Не правиш ништо на планот на администрацијата. То се све работи што имаат свое правосудството. То се све што имаат рефлексија на нас. А ние заради тоа не сме способни да испорачаме повеќе од 4,5 милиарди. Толку е максимумот што може да се собери во Македонија. А ти сакаш да трошиш 6. Не може. Зборувам за тие грешки. Значи да се исправат. И тогаш нема да има проблеми. Затоа што казната е на тие работи. Ароганција има кај политичките елити врз бизнисот? Према мене не. Не, према вас, према другите Не. членки на комората. Не. Што во една од тие средби имало муабет намалете малку со ароганцијата, особено кон Со што? милничите, кон челниците на ДУИ. Што Намалете намалат? малку со ароганцијата. На една од тие средби на коморите, кај што при представување на програма или секој представува едно друго и бизнисот кажува што е она што му пречи, што е она што не функционира сега вие. Имало такви констатации, меѓутоа тоа во рамките на дискусијата. Апсолутно, па добро, затоа зборувам во однос на дискусиите, што е она што... Јас не можам да кажам дека некој спорадично се обидел да ме сопри во изнесувањето на своите ставови што се од интерес за бизнисот во Македонија. Значи ние сме разговарале за суштински прашања. Спорачно и тука имало и различити ставови и така натаму. Меѓутоа проблем е имплементацијата. Они во најголем дел случаи ги прифаќале нашите укажувања. Па ќе видиме па така натаму и после кој ќе видат во трета изборна единица ќе изгубиме 2 гласа ако го прифатиме тоа решение. Кој кажа таму активистот што седи кој каш пред кооперацијата и така натаму. А јас што сум платил 50.000 евра студија за тоа во Виена или не знам во Берлин, тоа не е битно. Може и вака да помине. Што очекувате од новата влада, од Мицковски? Мицковски е редок човек кој што целиот овој период имаше сериозен контакт со комората.
со Стопанската комора на Северна Македонија, од аспект на тоа да сакаше да навлези во нашите проблеми, и он и онака делува озбилно, и озбилен пристап имаше на тоа, и не мотивираше и ние озбилни да сме во тоа, така да во најголем дел делиме исти мислења и погледи за прашањата што треба приоритетно да бидат поставени. Он јавно прв ја подржа нашата декларација, значи, која што е донесена на 100 годишнината, во која што се бара наредните 10 години да се приоритетно постават економските проблеми, да се постави основа. Он јавно прв даде подршка, прв подпише и така натаму. И беше кооперативен во таму кај што имаше застој во донесувањето на законите. Секогаш интервенираше на страната на бизнисот. Доаѓаше, ја посетуваше комората и заедно со своите соработници и сам и така натаму, и се интересираше за економските прашања и проблеми. Тука можам да кажам дека се работи за некое решение кое што и некој метод на работа кој што е нов во однос на сите други што ги познавам. Што мислите со влада ваша? Ќе оди дуи во опозиција или? Што ќе направи Мицкоски? Не мислам Се прашам како човек овака кој што долги години во политика знае што се случува, како ќе изгледа цела оваа ситуација? Па јас ако ви кажам нема да останам во политиката толку долго. Така? Ако почнам да кажувам. Зато не кажувам, не излегувам од рамките на економијата. Јас само реков едно, дека политичките прилики во кои што не владее правото, не владее правосудството, има проблеми во извршувањето, имплементацијата, создаваат големи проблеми за бизнисот, огромни проблеми. Затоа што кај нас таксиметарот чука. Значи, судијата кој ќе речи за некој предмет во кој што има фирма, се одлага предметот до 25-ти, кој сме сега, да речеме мај, така, се одлага предметот за 25-ти октомври во 13 часот. Кај нас е тоа мерливо колку се изгубил во тој момент. Затоа што во принцип во најголем дел имаш кредит, плаќаш камати и наместо да се реши денеска случајов, се решава после 5 месеци, тие 5 месеци кај нас имаат сериозна импликација финансиска. Тука не можеме да се... Што очекувате од Мицкоски да направи? Од Мицкоски очекувам тоа што го договоривме да го спроведе. Тоа е во тој дел економскиот, во политичкиот дел што мислите како ќе изгледа ситуацијата? Дали дуи ќе оди во опозиција, тоа сакам да тоа е прашање. Значи, мислам дека Македонија... Или што е најдобро во овој момент на Македонија, ако сакам. Во овој момент за Македонија е најдоброто решение да го преземе германскиот случај, во кој што ќе се направи заедничка влада на сите парламентарни партии, ќе се подели одговорноста и правата, без да се заборават сите аномалии кои што биле во претходниот период и кои што треба да бидат санкционирани. Али, јас би сакал и би бил најсреќен да се отвори прашање околу тоа и на еден честен начин да се расчисти. Значи, да сум на местото на председателот Мицкоски, не би се двоумел да отварам расправа и за тоа прашање. Ако добро сватив, господин Азиски, вие сугериравте на Мицкоски или на за државата дека е најдобро да имаме влада од типот на Ангела Меркел канцелар, која што е, да кажеме, ВМРО-ДПМН, Штајнмајер министер за надворешни работи, кој што е СДС, сите на купче. Не. Туку? Јас размислувам дека ако основниот принцип ни е државата, да се свртеме од партиските према државните интереси, дека одреден период во кој што ние баравме да биде прогласен, да речем, приоритет на економијата, ако е проценката дека заеднички може и зашто не е период во кој што ќе има славие, тоа е период во кој што ќе има пот и многу тешкоти, да се обединат сите парламентарни партии околу владата
и да на таков начин полесно се премине тој период, затоа што сум длабоко свесен, познавајќи економската состојба во државата, дека тие силни резови кои треба да настанат, а кои што треба да ги отворат патиштата за развој, за создадење на новосоздадна вредност, ќе имаат тешки последици и тешки пореметувања во нормалното функционирање. Да имаш ти толкава администрација и да се обидеш да ја решиш, тоа не може да биде без последици. Да имаш такво задолжување надворешно и да покушаш да го се обидеш да го решиш исто така. Ние имаме сепак сериозни во услови на несредени меѓународни односи, регионални проблеми и собствени домашни пропусти во изминативе 32 години. Значи, тоа е едно размислување кое што методолошки, а тука постојат многу форми. Значи, некој може да ја поддржи владата, да не бара никакви позиции, да не влегува директно. Некој може да влезе, да ја поддржи владата, да не учествува во поделбата на власта. Така, постојат низа. Значи, ние сега треба да го поставиме на пиедестал државата и да одбереме метод со кој што можеме што побрзо да ги решиме прашањата за да се приклучиме кон Европската унија што побрзо. Што е најголемиот предизвик во моментот? Во моментот за нас од економски причини бугарите не се. Добро. Затоа што нашиот најголем развоен надворешно трговски партнер е Германија. Добро. За нас најголем предизвик е да се заврши војната во Украина, да се нормализираат приликите во Европската унија, каде што оди 80% од нашиот извоз. Мицковски во првите 100 дена најави сериозна економска сериозни економски, како да кажам, не предизвици, туку даде најави. Да. Заем влада на влада или држава на држава од милијарди евра. Инвестиција, не знам. Он сигурно имал разговори на тие теми. Ние сигурно не сме информирани за таа работа и не сум во овој момент и нема ни должност да не информира. Меѓутоа би прифатиле секакви опции кои што значат померување од сегашната состојба на економски план, што значи директно стимулирање на извозните активности и на стварањето на додадена вредност од која што може да се сервисираат обврските наши и да се обезбеди развој, 100% искористување на капиталните инвестиции, правење регулаторна гилотиња на прописите што се против интересите на бизнисот и скинување на парафискалните давачки, кои што го оптеретуваат работењето на компаниите. Во кампањата на ЕУшки сива економија, Ова све ја чини сивата економија. Но таа сива економија, сите политички партии купува социјален мир со нејзе, но ќе ве вратам малку подоцна на тоа. Вас, како бизнисмен, ве прашам се или прв човек на комората, задолжување од држава на држава од милијарда евра е во ред? Прво, јас мислам дека на Македонија следствено е потребен покрај стратешкиот партнер САД и Германија како најголем надворешно трговски партнер, некоја земја членка на Г20 со која што ќе разви од регионот поблиски односи, како би можела да дојде до специјални информации, каде што би можела да биде поддржана во одредени настојувања. И во тој контекст, ако дојде и до некакви аранжмани финансиски, би било уште подобро. Би било ли проблем за државата, говорам за стратешките партнери, ако заемот е од Унгарија? Унгарија е баш специфична земја. Можем да кажам дека од моето искуство во работењето со онези дека имаат сериозен систем на функционирање на економска дипломатија, можда и најдобар во регионот. За понатака не можам да кажам да коментирам. Имаат државна банка преку која државата дава пари и таа банка е задолжена да... Имаат и државни компании, имаат и ова, меѓутоа, јас колку што ги познавам политичките прилики, они се вклештени меѓу Русија и меѓу Европската унија
И прашање е каква политика може да водат во една таква ситуација, кога од ова страна имаш еден моќен партнер, од другата друг моќен партнер и така натаму. Али, ево, да не тргнуваме на база на предпоставки, да се очекаме. Мојот предлог и моето размислување по таа работа е прво обезбедување партнер во групата G20, што може да биде во секојдневна комуникација со нас и заради информациите, заради помошта што може да ја пружа. Второ, развивање со таков партнер нормално на економските односи до највисока разина. И трето, после склучување на определени аранжмани кои што значат подобрување на нашата позиција. Нормално е дека треба да се проценат и политичките позиции на таквиот партнер, дали и зошто се влегува во таква работа. Меѓутоа, од она што сум разговарал со сериозни дипломати, они ме прашуваат како вие имате стратешки партнер на јаката земја во светот, го имате за надорешна трговски партнер на јаката економија во Европа, што вие сакате поиќе? Што то сакате поиќе? Искористете ги тие позиции таму, максимално. Јас гледам дека во меѓусебните комуникации на државата фалат билатералните односи. Јас гледам дека се повеќе владата е насочена кон мултилатералните односи и мислам дека тука треба да се вратиме назад, да утврдиме приоритети како што утврдуваме во економијата во наредните 10 години и во стратешките партнери наши на овој регионален план што зборувам, да се тука каде што можеш овие да ги развијаш релации, и така мислам дека може да ќе дојде до разговори за овие прашања кои што вие ги споменувате. Кина може да биде опција, бидејќи сега беше Си Џинпинг во Србија? Сум бил многу пати во Кина и не верувам во таа работа. Верувам во нејзините интереси да се наметне економски во целиот свет. Па ета, и тука со преку Синохидро, преку низа компании. Да. Затоа што, да речеме, ево една Турција ќе споменам, со која што имам континуирана соработка кога сум начело на оваа асоциација. Јас сум примил преку 300 делегации турски. Сите биле заинтересирани за извоз. Ниједна не е заинтересирана за увоз нешто. Така да они си го барат исто местото под сонцето и тоа е борба во која што ти мораш да се соочиш на терен со конкуренцијата и да ја победиш. Веќе нашиве компании стана рамноправни со странските инвеститори? Па, да речеме, во најголем дел да. Уште овие странски инвеститори, голем дел од капиталот, односно од парите кои што ги прават овде, ги изнесуваат надвор? Страните инвеститори? Да. Парите се ги изнесуваат во матичните држави? Матичните кои ќе се платат обврските према нас. Меѓутоа, воглавном, кај нас веќе се сведува нивната организација и начин на работа во рамките на комората као равноправен партнер на домашните компании. Економски, кој е најголемиот предизвик? Што е оно што бизнисмените ги тишти во овој момент? Во овој момент, значи, неспорно е дека кадровскиот проблем е најголемиот проблем за македонската економија, затоа што без негово решавање не може да се тргне напред. И ако не бе овие кризи кои што дојдеа надворешно наметнати бе и така натаму, он ќе беше нон-стоп во првите 3 проблеми кои што бараат решение. Тоа ќе продолжи понатака затоа што ние успеавме да интервенираме во делот на дуалното образование. Сега тоа го правиме и за високото образование. Меѓутоа резултатите од тоа ќе ги видиме после 20-30 години, нема да ги видиме сега. Така да успешното менаџирање, да го дочекаш тој период и да го пребродиш овој период со она што го имаш на располагање е се две различити приказки кои што треба паралелно да се тераат. Ние работиме со пулна пара да му возможиме на компаниите тоа, али сум убеден дека тој проблем ќе остане за решавање во наредните 5 години. Сијат овој период независна држава, особено последните 15-20 години. Како бизнис, може би моја констатација, мислам дека трпевте сериозни политички притисоци.
Говорам за бизнисмените. Да. А до толку не можевте да одолеете, останува она слика кога чинам дека Груевски беше, фирмите се жалеа, пиштеа дека немаат поврат на ДДВ, не можат да стигнат до никакви пари. На крај ве собра Груевски сите во тој палас и ви вели пари нема да ви дадам и вие станавте и му аплодиравте. Нешто не си добро запамтил. Подсетете ме? Да. Значи, нас не повика премиерот на Република Македонија. Ние како луѓе кои што сме определени за својата држава и се сакаме својата држава, одговоривме на тој повик. Тој на тој повик призна дека свесно го правел прекршувањето, што за нас е доблест, значи да излезеш пред толку бизнисмени да кажеш да, со моја наредба е правено да не се враќа ДДВ-то. Оно што ние го тврдевме во изминатите 3 месеци, а никој не го признаваше. Поентата ми, очекувате ли сега да се намали, да се растерети барем од тие притисоци бизнисот, кој што се жали на трома администрација, на оно што вие го говоривте, не владејќи направо. Не, да се вратиме да расчистиме околу ова прашање, затоа што долги години се влече со тој аплаус. И он предложи решение во кое што во тој момент призна дека намерно го правил, грешел и затоа предлага такви и такви решенија кои што нема во иднина тоа да го повторат. И се направени механизми на тој план. Некои од нашите фирми што имаат доблеси што тужија, се ги добија и парите. Морам да ви кажам дека ја знам такви фирми. Државата не правеше никаков проблем и ги надомести штетите. Тие се нивни пари. Па нормално. Наши пари. Да, така. Меѓутоа, он кажа и едно сериозно образложение зошто тоа го направил. Значи, го направил затоа што мислел дека тие средства треба да се употребат за тоа што не консултирал. Тоа што се наши пари, таа грешка тој си ја плати. И ние нема да ја заборавиме. Али не знам што е проблем ако ние го кажеме нашиот став према него, а го почитуваме, ја почитуваме неговата функција. Не е проблем. Проблем е... Не, секогаш се потенцира тоа аплаузот. Ние денеска ќе аплаудираме и на председател што изгубил. Ако дојде и се залага за правични решенија. Така? То не е никаков проблем. Ти имаш као озбилен човек, као озбилни луѓе, да речем, си ја поштува својата држава преку органите и така натаму и изразуваш однос према тоа. Јас, кој сака да биде ова, ќе аплаудирам кој ќе влези во сала председател на држава, на влада, а после тоа можем да дам изјава против неговата политика во истиот момент. И не е проблем. Али нарочито ако ќе се наоѓаме во тие меѓународни релации после, што треба ние нашиот веж да го изфрламе надвор? Секако не. Така да мислам дека премногу губиме време за нешто што не верувам дека тука постоеше бизнесмен што ја оправда таа постапка, јако он се извина и така натаму. Ви гарантирам. А тоа што аплаудирал на функцијата која што во тој момент настапила на говорницата. Добро, може би веројатно тоа бе и времење кога сите стравуваа, се плашеа на телефон да зборуваат. Но не знам вас што толку ве погодува тоа. Не погодува, него нон-стоп некако под нос ни се ваѓа. Нема врска и на Тито Петковски му го водат нон-стоп дека тој е виновен затоа што не знам Груевски направил влада, така што Тито Петковски не е институција као нас. Не треба да го сваките сега да кажам тоа со таков аспект, Да. бидејќи прашањето беше дали очекувате растретување од политичките притисоци кои што ги имаат Не, ние компаниите. очекуваме да ДДВ-то секогаш се враќа и тоа биде алфа и Тоа е омега. едниот дел, меѓутоа вие така, тоа е алфа и омега компаниите и- имаат проблеми на тендери кога учествуваат, не е само тоа. Тоа е друго, кај јавните набавки, али за ДДВ-то тоа не е данок, тоа е практично наши пари кои што државата ги задржува во одреден момент за некаква гаранција и така натаму, ја не е должна да ги врати. Можете ли да направите пресек, например, кога економски Македонија била најдобро за бизнисот овие 30 години?
Але неблагодарно да се каже, затоа што ако ги прашаш бизнесмените, ќе речат во времето на Лјупчо Георгиевски. Во најголем дел. Така, дека има обр. Многу луѓе коментираат така, дека има обичните обр, луѓе дека така, многу да. пари се вртеле. Се вртеле во тој период, ако ќе се вртат пари, има за секого, знаеш, така е тоа. Затоа што бизнисот е споредбено како со еден велосипед. Ако го вртиш, он ќе оди, ако не ќе падне во истиот момент. Така, значи, треба да се тоа врти, треба да создаваме таква атмосфера, таква слика и кај младите да ги учиме на таа работа. Треба да ги убрзуваме процесите и токму заради тоа така се добива впечаток. Бизнисот е наставил минози денес? Јас тврдам дека во Македонија основните контури на бизнисот се поставени, освен тоа што владата се уште нема расчистено со тоа дали треба да има регулаторна функција или имплементаторска функција. Оно треба да се задржи на регулирањето на односите, а све друго што е дозволено да го допушти, а тоа што не е дозволено преку инспекцијски органи да го санкционира. И точка, и толку. Затоа што ние имаме и регулаторни тела, така, кои што се соами на Европската Унија тука поставени и така натаму, кои што не можеш да му ги скратиш мандатите, на кои што треба да ја почитуваш одлуките и така натаму. Се повеќе ќе се зазема простор во кој што ќе се освојуваат нови права за сметка на приватниот сектор, за сметка на јавниот сектор, а јавниот сектор ќе мора да биде притиснат да се врати на регулативата. Тоа се моите предпоставки. Администрација? Мислите дека ќе се сече, ќе се намалува? Администрацијата по Затоа нас што има најава за отварање на нови министерства. Не, значи администрацијата по нас би се решила ако се воспостави принцип во кој што растот на бруто домашниот производ да има директно влијание на растот на нивните примања. И тогаш луѓето не ќе се откажуваат и ќе си одат. Средната класа може да се врати во Македонија? Средната тешко. Тешко во овој 10 годишен период. Во овој 10 годишен период ние би биле задоволни да овие параметри за кои што зборуваме се постават на своја основа. Значи, владење на правото, елиминирање на сивата економија, воведување на оние инструменти што досега ги немаше, како што е холдинг системот, укинување на парафискалните давачки, член 218 од Законот за извршување, кој што дава простор за манипулации. Значи, они кои што се лоцирани од бизнисот како директни импути за негово, да речам, санкционирање безпотребно, да се елиминираат во овие 10 години, а тек после да се размислува за нешто друго. Добро. Да финиширам малку. Ајде. Ми фали оној азески со шеширот го. Тоа е некоја символика за вас. Што правите денес? Само сте во Стопанската комора или сте и во Александар Палац, директор кај Не. Кај Штери Јонаков, тамо не сте веќе? Не сум тамо Кај од олигархот Штери Јонаков, 2004 година. Значи, јас сум денеска председател на Асоциацијата на Балканските комори. Тука се 10 земји, сериозни земји на Балканот, каде што сме обединети, и на која покушавам во база на искуството да му дадам една профилација нова, која што ќе биде одговорна за координирање на активностите на инфраструктурните проекти на Балканот, затоа што тоа е клучно прашање за развој на бизнисите. Веќе 7-8 година го водам и Коморскиот инвестиционен форум како подпредседател задолжен за неговата организација. Тоа е едно тело што израсна во рамките на процесот на Ангела Меркел за поттикнување на соработката меѓу Европската Унија и Западен Балкан. И тука имаме исто така добри резултати. Член сум на Економско-социјалниот совет на Европската Унија во Брисел и на неколку други мрежи кои што добро функционираат тука на Балканот, така да имам премногу врски. Генерален сум директор на GS1. Да. GS1, Асоциацијата за стандардизација, каде што не може ни еден македонски производ да излезе надвор од границите, а не биде баркодиран, со кој што се прати неговото движење, се добиваат информации, се шири маркетингот за него, така да тоа се све модерни алатки кои што се во функција на компаниите и допринесуваат за неговиот развој. Охригенец. Често идете во Охрид? Често, да. Да. Никогаш не сум се откажал во Охрид, затоа што имам таму сериозно имање, наследено од родителите и од дедовците. Го одржавам во полна кондиција
и мислам да продолжам со тоа. Охрид и онака е интересен град и мислам дека заслужува и јас да бидам во него и он да биде во моја срце. Не сте уморни веќе или? Не. Не од Охрид, од работа. Од патувањата? Ќе наредивте еден куп работи кои што ги работите. Па, Тамо нема пари тие што ги наредите, сите тоа представател се... има многу пари. Не за мене, за Не за вас, фирмите има, да. Затоа велам врдите Значи, парите. Само, да. само. Значи, преку Коморскиот инвестиционен форум за прв пат ние организираме заеднички настап на саемски манифестации на сите 6 држави, на компании од сите 6 држави, заеднички производи, рушиме трговски бариери меѓу државите, преку Коморскиот инвестиционен форум и германската KfW направивме сериозна подршка на компании за дуалното образование. Вложивме околу 3,6 милиони. Па на одредени компании купивме и машини CNC за подобрување на нивната извозна позиција. Значи, нешто што досега не беше вообичаено, а се однесува на директна подршка на компаниите од Комората и тоа беше вака препознаено, а да не зборувам за вакцинирањето, за енергетската криза, каде што бевме максимално вклучени и така натаму, така да мислам дека Стопанската комора стана сервис вистински на граѓаните на фирмите во овој период и мислам дека таа функција веќе нема да се враќа, него само ќе се продлабочува и ќе биде уште појака и уште појака. А ваму сте на мандати во Комората или како ве избираат? Така, како оди тоа изборот на председател на? Има на 5 години на 5 години да. сте овакват. Имате уште колку од мандатот? Од кој мандат? Па се сте председател Стопанската комора, така како Така е, да. Таму како ви избираат? Како? Со гласање. Со гласање. Со гласање. Не, затоа прашав дали не се уморивте веќе или Па сега да ме изгласале. Како? Сега да ме изгласувале. Тоа ви дава нова, како да кажем, снага, сила, стимулација да бидете активен? Не, ми дава стимулација постојната ситуација која што е нон-стоп предизвик. Кој би можел да го наследи Бранко Асевски? Нели, природно е еден ден да отидете во пензија. Создавате ли свој наследник? Да, јас ќе бидам најсречен тоа да биде човек од самиот бизнис, непосреден, а службата да се повлече во рамките на своите овластувања. Затоа што и ова ваше обара работа, треба постојано да ги овозможувате, да им олеснувате работата на бизнисмените. Создавате ли веќе свој наследник? Како не? Да? Па кој одговорен човек не би го правил тоа? Во Македонија се плашат луѓе кога создаваат, се плашат од конкуренција. Јас никогаш не сум се плашал од конкуренција, меѓутоа мислам дека треба да настане трансформација и на моето место да дојде човек директно од бизнисот. Оној бизнис кој што Стопанската комора го представува, тоа е извозна компанија, да биде човек од извозна компанија кој што ги познаа проблемите, кој што полесно би комуницирал и така натаму, а стручната служба да се биде таа која што ќе ги реализира работите и он не треба да е професионалец, он треба да е директно од ова и да учествува во градењето на политиките, а за стручната работа се има таква служба предвидена и така. Имам уште многу прашања, меѓутоа толку е времето за крај, како ја оценувате економската состојба во моментот во Македонија од 1 до 5, ако 5 е највише? Секогаш економската ситуација сум ја оценувал кај нас со 2, меѓутоа сега мислам дека направивме таква подлога да се промени мислењето и сваќањето. Ако на почетокот од мојот мандат немаше нити економска редакција по медиумите, ако за економијата се зборуваше само на крајот, сега можам да видам дека на секаде економијата е број 1. Чак мислам дека ќе биде и на оваа влада. Врз основа на тоа што иако нема економски редакции, се помалку. Се помалку и така натаму, али веќе има економски, да речам, параметри кои што се почитуваат и во медиумите електронски и во другите, така натаму, кои што создаваат едно, да речам, една состојба во која што предимството се дава токму на економијата, па чак почнува
за економски да се зборува и за дејности кои што се сметаше дека немаат врска, како што се уметноста, културата, спортот и така натаму, или тоа се дејности кои што можат и морат да бидат на тој начин рангирани. Така да предвидувам дека во наредниот период ќе си економијата зазема своето место, се повеќе и повеќе, а кога граѓаните ќе ја почувствуваат таа работа во својот джеп, ќе се знае дека 51% населението веќе преминало кон пазарното стопанство и кон почитување на правилата на правната држава и дека сме на вистинскиот пат да одиме према Брисел. Мене ми е драго барем ние што бевме пионери на некој начин кога се во прашање тие економски редакции кои што по телевизии, вестници изгаснуваат, но затоа имаме економски портали, како што е Фактор МК и затоа што се овие бизнис муавети. Нешто испуштив или? Да. Јас се спуштив да кажам и добро што ме подсетивте дека во целиот период чувствувам дека имаме одлична подршка од медиумите во Македонија. Нема период во кој што и нема настан кој што не бил одбележан. Сме имале особено и разбирање да се отворат и пошироко темите и да медиумите бидат носители на таа работа и така натаму. Ги знаеме проблемите кои што постојат на релација собственици на медиуми и новинари и така натаму. Меѓутоа, новинарите се една снага која што треба да биде уз бизнисот во овој период и да ги тие идеи шири понатака, затоа што на тој начин ќе добијаме сите и граѓаните и бизнис. Не можевте ли 5 бизнисмени да се соберете или да ги соберете во Македонија кои што ќе дадат по 2 по 3 милиони евра па да направат еден сериозен медиум кој што ќе биде од Вардар до Триглав? Кој што ќе биде на сите јазици, то толку не сме. Ќе се соберат на добрите новинари. Па мислам дека ќе постојано кога ги критикуваме новинарите, а веќе е направено мислам таква дека карма каша. бизнис советот на Коморскиот инвестиционен форум ќе доведи до тоа, затоа што се покренати низ прашања и ќе дојди. Ние прво немаме решено сообраќајните комуникации. Ние на состанок во Сараево одиме преку Истанбул и преку Виена се уште, али мислам дека све е тоа нотирано, мапирано и треба да биде разрешено и ќе дојде и ова прашање следствено на тоа. Затоа што убеден сум дека на Македонија треба еден сериозен цврст медиум кој што ќе биде распространет и регионално поставен. И регионално поставен, пред се ќе биде добро за успешни бизнис приказни македонски кои што ги имаме во прилично бајаги, но тоа е суштината на целиот процес што го имаме покренато, да свати секој граѓанин дека за нас излез извозот, затоа што извозот може да доведе до додадена вредност која што ќе ги сервисира нашите обврски. А ако се сервисирани нашите обврски, ние ќе добиваме и понатака кредити со кои што ќе можеме да се развиваме, а тоа све се прави на почеток почнува на регионален план. Затоа и таков медиум на регионален план би довел до селектирање на информации на бизнисмените и на обичните луѓе кои што ќе ги поттикнуваат на бизнис тука во непосредното соседство, каде што ќе се обидат, а после тоа ако успеат ќе одат и понатака. И затоа регионот мора да биде мапиран на највисокото место, затоа што носи најмалце трошоци, а може да доведе до најголема заработувачка. Нека овој почеток, нека ова ново студио биде еден добар вовет од тука да тргне и таа идеја и да тргне оној. Тоа сакав да го потенцирам. Поход од... Значи, ако луѓето, ето како вас, се обидат да направат ваков корак, ваков чекор, како што вие се одлучивте, мнозинството од нив, да речат дека миграцијата од една во друга ситуација, од еден во друг собственички капитал, од еден во друг предизвик стане нормална работа, тоа ќе може да кажеме дека Македонија оди напред. А јас мислам се повеќе луѓе имаат предизвик пред себе да се докажат самите себе, затоа што ќе дојде време, тоа сигурно ќе е во кое што ќе е срамота да кажеш дека работиш во државната администрација. Значи си неуспешен во бизнисот и си останал тамо да се лигавиш и да земаш плата на туѓ грб. Така да немој да го дочекаат луѓето што сакат да бидат и не смеат да го дочекаат тоа време на такви позиции, тоа ќе разреши позицијата. Благодарам што бевте во бизнис муавети на Фактор МК. И јас ви благодарам, баш се чувствував пријатно.
Беше ова Бранко Азевски, прв човек на Стопанската комора, бизнис мавети на Фактор МК, гледайте секој петок. Довидување.